Почитувани граѓани, на овој ден пред 34 години граѓаните на Македонија ја донесоа една од најважните одлуки во нашата историја, да живееме во своја независна држава. Тоа не беше лесна одлука, но беше исправна. И благодарение на таа одлука, денес сите ние имаме обврска не само да ја почитуваме државата, туку и да ја чуваме. Затоа што државата не е ничија собственост. Не е собственост на партиите, ниту е собственост на владата. Државата е на граѓаните. Таа е нашиот дом. Нашиот дом е нашето семејство, но и нашето мало, нашата општина, нашата заедница. За нашиот дом мора да се бориме сите. Македонија е на тие што се борат со животот и во животот секој ден. На тие што се грижат за своите блиски, што работат, што плаќаат даноци, што не бараат привилегии. Македонија е и на тие што остана овде, и на тие што заминаа, ама не заборави. Мораме да ја чуваме оваа држава, затоа што немаме друга. И не се брани државата само со знаме и химна, се брани и со фер институции, и со праведно судство, и со еднакви шанси за сите. Затоа што денес заканата не е од оружје, туку од корупцијата, од неправдата, од дискриминацијата, од сиромаштијата. За жал, изминатата година работите не одат во добра насока. Државата се повеќе станува својна на малкумина, а се помалку на граѓаните. Државата е подзакана од напуштање на деценискиот сон за интеграција, од масовно иселување и економско девастирање. Сакам да им порачам на власта, ова е земја на сите, за сите. Не е само ваша, повикувам на политичко и државничко освестување. Патриотизам е да се бориш за чист воздух, а не да палиш депонии и да не преземаш ништо за тоа. Патриотизам е да помагаш на послабите и на посиромашните, а не да мислиш само на себе и да трошиш од државните ресурси за да нема доволно за граѓаните. Патриотизам е да си го средиме собствениот двор, собствениот дом, да се грижиме за заедничкото, оти заедничкото е и ваше, и наше, и твое, и мое. СДСМ во изминатите 34 години удри печат на сите клучни државни одлуки заради кои денес имаме држава. Ги преброди и ги носеше на грб сите големи кризи со кои се соочивме во овие 3 децении. СДСМ и грешеше, но никогаш не го напушташе правилниот пат. Во овие 34 години направивме многу што не треба го заборавиме. Ја зачувавме државата од војна кога тоа изгледаше невозможно. И во 91-та и во 2001 година. Ги изградивме институциите од нула. Го пробивме мразот со замрзнатата минимална плата од 9.000 денари, денеска сме на 25.000. Ја подигавме социјалната помош и платите. Се справивме со пандемијата и последователните економски кризи. Секој денар што можевме, го вложивме назад кај граѓаните. Влеговме во НАТО, заедно со најсилните демократии во светот. Ова не ни беше подарено, се изборено со многу мака, со многу отпор и со сила. Но сега е време да направиме уште еден чекор. Време е да обезбедиме иднина, што нема да зависи од тоа кој е на власт, туку каква држава сме изградиле. Нашата следна цел е членството во Европската унија. Тоа го бараат сите граѓани, затоа што се свесни дека ако сакаме стабилност, владење на правото, заштита на работниците, подобар стандард и економија, што не зависи од политиката, ова е единствениот пат. Денес сме на чекор од Европа. Тој чекор мора да го направиме сами, но заедно и обединето. Бидејќи јас верувам дека сите на крајот го сакаме истото, сигурна иднина на оваа држава и на нашите деца. Оваа борба не е ни лесна, ни брза, но е вредна. Иако во 91-та се изборивме за независност, сега треба да се избориме за иднина. Честит нека ни е денот на независноста, да ни е силна државата, да ни е честна борбата.